сум Нена Манчев, проектен раководител од организацијата Македонија 2025. Денеска во Делчево го организираме вториот регионален сајм за наука. Овој проект е во рамките на нашата иницијатива Науката и јас, која е поддржана од страна на Джонсон Мети, програмата за влијание на заедницата. Таа е една општествено одговорна компанија која што преку ваков тип на поддршка на ваков тип на проекти, значи влијае кон заедницата, влијае кон подигање на свеста на младите, влијае кон подобрување на образованието, но во крајна линија, нели, влијае кон засакување на науката, природните науки и слично. Со оваа иницијатива се радуваме дека младите ќе бидат мотивирани, инспирирани и ќе истражуваат понатаму во овие области. Колку има училишта, рековме? Има на сајмот има 4 училишта присутни, меѓутоа во рамки на целата програма ќе опфатиме 20 училишта во нашата држава. Дали само еднаш годишно се реализира или? Ова е една годишна иницијатива со надеж дека ќе продолжи понатаму и наредната година ќе продолжиме традиционално да организираме вакви сајми за наука и во другите градови низ државата. Проектот на Джонсон Мети на Македонија 2025, јас верувам дека воедина ќе допринесе поголема битка за подобрување на образованието во нашата држава, но и за иновативноста при учениците, а сепкупно на крај како држава да имаме одлични класни разреди на нашата средина. Јас ќе се обидам сега да цитираме Изјава која што е рајдот на интернет од генералниот директор Северот на Джонсон Мети, господинот Боријан Богозанов, кој што истакна дека наша колективна заедничка одговорност е да ги негуваме следните генерации на научници и иноватори. И јас на ова само можам да додадам дека сите ние мора да бидеме свесни дека тие луѓе се нашиот генератор за идниот развој и на нашата држава, но и на општеството во земја. Упатувам да подадам до организаторите на овој настан и нови што имаме со држава во држава и верувам дека со заеднички сили, со заеднички напори на сите нас, ова ќе се оствари целта на овој многу значаен проект. Ви благодарам. Разговарам и со нашиот професор кој го представува штандот, така да кажеме, учесник на овој регионален сајм. Еве, колку ученици учествуваат? Од нашето училиште, од овој штанд има 4 ученика со 5 експерименти, волшебна течност, виножито во чаша, рагиосување, талашна реакција и самодувачки балон. Учениците се сите од 6 оделени од Централното и од подрачното училиште. Еве да ни се представите и да ни кажете со што ви учествувате на овој втор. Јас сум наставничка по биологија и природни науки, доаѓам од основното општинско училиште Сандо Масев Струмица. Доаѓаме со 6 дечиња кои сакаат да учествуваат во науката и да ја представат науката за и другите да ја засакаат. Тие ќе представат неколку експерименти, имаме разлики во воздушните притисоци, што можат тие да предизвикаат. Имаме лава ламба, исто така хемиска реакција помеѓу оцет и сода бикарбона. Всушност сите експерименти ни се со материјали кои ги имаме сите дома, така да не треба ништо да купуваме. Многу едноставно се прават, за дечињата се интересни. Имаме бродче кој ќе плови во водата. Имаме хидроцентрала да видат како работи всушност хидроцентралите, што е потребно, каква енергија се добива или како се претвара енергијата. Имаме и со загадување на почвите. Значи, ние доаѓаме од регион каде што имаме доста земјоделие и како доаѓа до загадување на почвите, исто така ќе представим. Благодарам. Поздрав до сите. Ние доаѓаме од основното училиште Јосип Брз Тито. Јас сум наставничка Елена Андонова, наставничка по природни науки и по биологија. И денес сме тука со учениците од 6 оделени, имаме еден тим. Тие се представуваат со 4 различни експерименти. Имаме шарени вулкански ерупции,
модел на срце, кој што го прикажуваат и експеримент во кој што се прикажува ефектот на стаклената градина. Јас учествувам со тројца ученици од 6-то одделение, кои што се во Централното основно училиште Свети Климент Охридски од Делчево. Ние имаме макета на кружно движење на водата, имаме мандарина што плови, ние следниот експеримент, имаме експеримент за кисели дождови, а имаме вода која шета од 3 чашки, и на крајот имаме океан во шиши. Имате прилика да видите како се прават бомби за бањање. Како отприлика тоа иде во кратки црти? Во кратки црти се мешаат вака две субстанции, едната што е кисела, едната мазна, и после кога се стават во вода се случува реакција во која што се пени бомбата. Чии штант е овој, не кажавме? На Джонсон Мети Македонија. Така колку време ги поддржувате ваквите настани? 1 година. Добро, со среќа и понатаму. Фала. Експериментот стаклената градина е физички процес. Тоа е процес кога стаклените гасови се собираат во еден дел од тропосферата и се формира штит. Тој штит ги одбива зраците што е зрачат земјата и дава живот за разлика од другите планети без атмосфера. Зголемената концентрација на штетни гасови придонесува да се формира топлински штит што не дозволува сончевите зраци да поминуваат. Но сончевите зраци што ќе возможи да ја поминат, ги држи сите на површината на земјата. Ние со овој експеримент ќе го прикажеме тоа. Лампата представува сонцето кое зрачи земјата. Првата шиша има нормална концентрација на воздухот. И кога го уклучиме термометрот може да приметиме дека температурата или ќе почне да се намалува или ќе остане иста. А во второто шише ставиме сода бикарбона и оцет, што придонесува да настане хемиска реакција и се ослободува јаглероден диоксид. Добро. Гледаме дека температурата тука многу побрзо и повеќе се зголемува, отколку температурата во шишето каде што има нормална концентрација на воздух. Ова се случува од хемиската реакција што ослободува јаглероден диоксид. Фабриките и автомобилите се една од најголемите производувачи на јаглероден диоксид, што вештичко и дополнително еструктурираат нашата земја. Најштетен последок може да биде глобалното затоплување, но има уште еден последник што се нарекува кисел дожд. Тоа настанува кога штетните гасови изисполнуваат со водена пареја по облаците и потоа преку дождите ги падаат на земјата. Исто така, ние со нашето училиште организираме ден без автомобили, бидејќи автомобилите се едно од најкористените возила, но исто така едни од најголемите производители на јаглероден диоксид. Така, ние одлучивме да имаме ден без автомобили за да намалиме јаглероден диоксид. Секој учител Еве ги. само малку. Не
Мој Венлов. Не, слик тоа поклоници треба да ги